Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Ова е последна емисија за ова сезона. Темата на емисијата е дали Ѓорги Иванов ќе капитулира по трет пат. Интервју со Стефче Јакимовски на тема што ќе се случи во Република Македонија. Дали договорот за промена на името ќе биде лесно реализиран или ќе биде основа или ќе генерира нови конфликти не само во Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. Значи останете со нас наредните 60 минути, сигурно нема да зажалите. Добро, да не речам одлично интервју со Стефче Јакимовски. Еве е насловната страна на Скопски вечер на 3 август 2008 година. Текстот е објавен во 17 часот и 21 минута и има наслов Црвенковски му е запечати политичката судбина на Заев. Односно, како што се вели во текстот, председателот Бранко Црвенковски го аболираше, ослободи од понатамошна судска постапка Зоран Заев. Го аболираше и на тој начин се сметаше 2008 година дека е запечатена или завршена политичката кариера на Зоран Заев. Која е грешка, почитувани гледачи? Човекот кој беше аболициран и кој сите го прежаливме 2008 година, 2018 година го смени името на државата и веќе нема да се викаме Република Македонија, туку Северна Македонија. На 25 август истата 2008 година, еве како изгледа страната Тај МК. Има едно 6 наслови. Првиот наслов гласи Зоран Заев, мораме да ја свиткаме кичмата за името. Вест, 25 август 2008 година. Па Зоран Заев вели дека е потребна отстапка за името поради прогрес на државата. Утрински вестник. Па Зоран Заев, потребна отстапка за името. Дневник. Па Зоран Заев, влезот во спорот за името, бара да попуштиме. Нова Македонија и така натаму и така натаму. И на крај завршува со одредена реакција на Светскиот македонски конгрес. Така гласи или такви се главните наслови на 25 август 2008 година. Прв пат, 20 дена од кога е аболиран, Зоран Заев ја спомнува можноста дека Македонија треба да ја свитка кичмата и да го промени името. Името за меѓународна употреба, кој што вели тогаш, одедна станува промената на името Ерга Омне. Значи пред 10 години Зоран Заев, кој сите го има прежалено после аболицирањето од страна на Бранко Црвенковски, за прв пат ја спомнува и отвара можноста за промена на името. Тоа е проектот што не гледачи. На тој проект се работело 10 години. Одбране Зоран Заев и Зоран Заев реализираше целата таа операција. Тоа првично направено 2008 година. Од 2008 година до денес, кога се вратиме на назад, ние сме примале мноштво сигнали. Ниту еден од тие сигнали не сме го анализирали сериозно. Наша грешка е зошто сериозно не сме го анализирале тоа што ни го збори Зоран Заев. Зоран Заев све ни кажа, само ние тоа не го сваќавме сериозно. На крај го свативме сериозно на 12 јуни ова година, кога ни најави и го потпише договорот за промена на името Република Македонија во Северна Македонија. Кога на назад сега ќе се вратиме 10 години, ја гледаме целата логика на тоа што денес ни се случува. 3 август 2008 година Црвенковски го аболицира Зоран Заев. И мислам дека тоа е почетокот на се она што експлозијата има со името Северна Македонија. Па не, ја не мислам дека Црвенковски тогаш бил свесен дека прави нешто за да, не знам, после 10 години за да Зоран Заев... Може би бил, може би не бил. Ние само работите кои следствено доаѓаат ги анализираме. На 25 август, значи 22 дена после аболицијата, Зоран Заев, тогаш кога веде председател на СДСМ, излегува и вели ние мораме да ја свиткаме кичмата за името. Значи 22 дена од кога е аболициран, Зоран Заев ја дава првата изјава, тоа значи пред 10 години. Ова се веќе индиции дека он се подготвувал од многу одамна. Значи ова се веќе индиции дека он се подготвувал од многу одамна. И со кичмата и живи деца ќе јадеме. Тоа значи дека е проект. Дека тоа не е случајност. Да, не е дека случајно. имало во барабонот повеќе луѓе, на крајот е одбран тој, бидејќи дал најголеми гаранции дека ќе го спроведи тоа што треба да го спроведи. И тука можам да кажам дека и ако се спомнуваше во СДСМ дека јас можам да бидам лидер или не знам, чак и не знам за прво место во влада и така, јас никогаш не сум имал такви амбиции. Црвенковски секогаш се плашеше од Заев. Од Зоран Заев. Од Зоран Заев, веројатно, значи он имал некој информација. Од мене не се плашеше, бидејќи рачунаше дека сум негов човек. Имаше едно интервју на Никола Поповски 2009 година, кога Црвенковски се враќа во СДСМ. Сега не постои во архивата на Утрински вестник, не може да се најде, меѓутоа постои во универзитетска библиотека, таму кај што се чуваат вестниците, кај што вели тандемот или трилингот Заев, Бучковски, Шекеринска ќе го совладаат Црвенковски. И на крај на вистина тоа се случи. Се повлече на еден неславен начин 2013 година. Да, Бучковски веќе беше тргнат на страна. Меѓутоа Шекеринска и Заев у комбинација очигледно дека
буквално го решија Црвенковски. Треба да кажете дека тој политичар кој на бранот на шарена револуција, било каде у светот, доаѓа на власт, уште пред да дојде на власт, знае што треба. Апсолутно, он е припремен. Он и за тај, то долази одреđeni. То можемо и туку. Значи, ако он ние... долази одреđeni кој ќе провести. Nije on само jedan тај. Три су, recimo 2, 3 или 4. I onda se od njega odabire od ta 2, 3 ili 4. Odabire se onaj koji će najbolje provesti to što u tom trenutku onima ko upravlja krizu odgovara. Znači, dakle, da, sve unaprijed pripremljeno. Значи, ако ние сега преговараме за име Горна Македонија, Da? то име било ставено на маса Точно. пред тројца или четворица уште 2014. Točno koji će provesti da to bude na Gornja Makedonija ili Vardarska Makedonija. Da, moj odgovor da. И гледате, говориме за аболиција 2008 година, 22 дена после таа аболиција доаѓа таа изјава дека прв пат мораме кичмата да ја свиткаме и на 21 мај 2018 година Зоран Заев е ослободен за подкуп. Значи 21 мај 2018 година Зоран Заев е ослободен за подкуп. Тоа се кажува дека тоа е еден проект одбран човек кој ќе биде сервилен кон надворешните влијанија, човек кој што си има путер на главата, значи точно е одмерено со кого може оваа работа да се одигра. И на 12 јуни 2018 година Зоран Заев, решењето е Република Северна Македонија. 20 дена после ослободување за подкуп, он вели Северна Македонија. Вамо 22 дена после аболицијата вели кичмата треба да ја свиткаме за името. Апсолутно се слушам. Значи, гледате, ако се вратиме на назад, колку сме биле слепи, колку не сме гледале, колку не сме правеле соодветни анализи. Не колку службите на Република Македонија Промашале. биле наивни и колку не воделе сметка што се случува кај одредени политичари и кога денеска ќе зборуваме не знам, Управата за безбедност и контраразузнавање, не знам дали ги злоупотребувала своите овластувања или така натаму, да ги злоупотребувала, сигурно дека ова ќе било превенирано многу порано. Гледате, декември 2010 година Заев ја дава она нестрекна изјава дека ќе јадат живи луѓе, ја дава во Ландово, случајно нели во Ландово, тама и Ѓорге Иванов, и не велиме готово, запечатена му е политичката кариера. Еден месец после тоа, тој оди на 3-неделен престој во Соединетите американски држави. Се враќа и неговите луѓе велат тој ќе биде идниот лидер на СДСМ и идниот премиер. Тоа е 2011 година. Да, тоа значи дека отприлика таргетирање човек со кој што може да се соработува и со кој што може нив очигледно дека не им треба доволно едуциран. Далеко тоа дека Заев не е едуциран, он е факултетски образован, меѓутоа едно е да си факултетски образован, а друго е да си начитан. Друго е да си доволно да ги познаваш работите и така натаму. Он практично со оскудни политички познавања успеа да искористи таа шанса која што му е дадена од службите од надвор, за да сето ова се одигра денеска во Република Македонија и проектот за рушење на ВМРО ДПМН, за рушење на Груевски, за рушење раководството и све ова да се збрише по парламентарните избори, очигледно дека на се што побарале се има прифатено. Све е кажано да. Да. Кога вие за прв пат се посомневавте дека Зоран Заев е можеби човекот кој ќе биде донесен на власт да го смени името, кога е прв пат, кога велите, види, може да е овој човекот што ќе смени името. Има ли таков момент кога тоа сте се окажали? Па јас мислам дека се стана јасно кога 2016 година, односно 2015 година со формирањето на специјалното обвинителство и со изволјувањата за избирачките списоци, значи да се одоговлечат изборите, додека не се направи не се подготви теренот, целиот мозаик не се склопи, не се формира специјално обвинителство и така натаму. Од тука веќе беше јасно дека тој човек е донесен за некоја крупна игра која што е како да кажам,
од тука е револтот и кај граѓаните и кај дел од нас политичарите, кои што јас, например, сум по, како да кажам, по определување либерал, меѓутоа, оваа ситуација не тера да одиме десно. Стануваме да се некако националисти. радикализирате. Да, стануваме националисти. Зошто? Затоа што ова што сакаат да го постигнат може да се седне со раководството, да се соопшти што се сака, кој е крупниот и големиот план, без па дури и да се трга Груевски или ВМРО ДПМН и така натаму, без да се мачи земјата и без да се мачи народот 3 години. Овој народ го измачивме 3 години. Знаете ли што значи вие да имате раст на GDP 0%, ама 0% во однос на 2016 година која имате 2 пати одлагање на избори, па трет пат избори со политички тензии, тоа е нерепрезентативна година, дали ме разбирате? Значи, со никакви години кога ќе се споредите имате 0, а тек да видите. Значи тоа се страшни загуби. Ние практично за овие 3 години милиарда евра овој народ има изгубено од овие циркузи што беа. Министерот нема никој. Нема никој овде, чека. Отвори. Нека се јави во репер. Отвори. 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 Чекаме да се јави. Кој да ви се јави? Секретарката се јави, чекаме стаката се нема, ние дојдеме. Ало, не отвара треба. Да. И што ќе прави Заев сега? Што може Заев да прави? Отиде предалеку, знаете, многу далеку отплива од брегот, не може да се врати од брегот. Дали ќе помени некој брод да го собери на отворено море? Не, затоа он вика не сакам ни да помислам што ќе се случи ако не успее референдумот. Мислам дека тој жестоко ќе уценува, ќе се заканува, па дури и ќе подмитува за да евентуално за промена на уставот во парламентот, значи таа му е неговата последна шанса. Тоа нивно сценарио со кривични пријави, со апсење и така натаму, значи да втерат страв во коски. Предвадено на снимка, која застанот со еврокомесарот Хан, кога сите креват лајк, нели? Единствено Никола Димитров не крева лајк, па Радмила Шекеринска вака малце го подбуцнува, му вика крени лајк, треба да се радуваш. Ова е победа, нели, за Македонија. Еден лажен оптимизам, една лажна победничка атмосфера. А што очекувате вие? Наведнат главата и да кажат изиграни сме? Па добре, не може тоа да го кажат јас нормално. би наведнал да ви кажам право. Не може тоа, ни отидоа предалеку и не може да кажат ние сме изиграни, ние сме излажани. Бидејќи сепак тие сменија име, не спасија, не заштитија име. Не гледам што тука би било за радување, знаете. Тоа е кој јас да земам да продам куќа на татко ми, куќа на мајка ми, да продам све што има дневно. Груевски имаше 3 препораки за да отпочне преговори со Европска унија само да го реши името. За влез во НАТО веќе во Букуреш беше ставено на самата седница на Добро, и Буш помладиот председател на Соединените американски држави рече утре ќе биде сите голем услови ден. беа. 3 земји ќе бидат примени. Има една друга работа во членство. многу интересно. Јас апсолутно се сложувам со ова што тие го викаат дека Македонија не е правна држава, дека треба реформи да се спроведат така на тоа. Од каде е правна држава? Ако уставниот суд се пазете, 3 години функционира неуставна институција, специјалното обвинителство, 3 години уставниот суд чути и ние бараме Европа да ни каже дека сме правна држава. Една година имаме нелегитимен председател на собрание. Нелегитимен председател на собрание, избран со 57, значи се молчи. Мислат тоа од Европа не го гледаат? Да, го гледаат. Ние им правиме кефовите на американците, нема проблем како ќе ни кажат они, ама овие све бројат. Зоран Заев го ослободивме од подкуп и не само од овој подкуп, него има уште неколку кривични пријави од кои што се ставени од акта за финансирање на партија. Пазите, за финансирање на партија Груевски секојдневно оди во суд, а иста има кривична пријава и Зоран Заев за финансирање на партија, тој и сега ние сакаме ни смета што викаат дека Македонија не е правна држава или пак каков е тој АКМИС каде што сите предмети кои што треба се суди опозицијата све паѓаат кај Добрила Кацарска? Па нели предходно овој како се викаше Панчевски ги местеше како Добрила Кацарска магнет да има. Не знам. И све што ќе биде за ВМРО како рулетот кога се врти све паѓа кај не и сега сакаме да кажеме дека Македонија е правна држава, кај ќе може правна држава. Ги ослободија овие од монструм. Сите. Така? И сега Македонија била правна, па не е правна држава. И кој е крив за тоа? Па за тоа е крив СДСМ. Кој дел на тиранска платформа со ослободено монструм, кој нели не постоеше. Така. Кој нели беше лага.
као што беше лага и промена на името. И што му престанува се на Зоран Заев? Ке моли ли да го изберат за председател на држава? Да имаме некој сценарио 99-та година, кој што беше Борис Трајковски, кога се полнеа кутиите 2000 во албанскиот дел Јас мислам дека сега Република тие Македонија. заедно со Дуи ќе тргнат во една предизборна кампања, значи една пробна варијанта за референдумот. Да и Практично сондират, тоа ќе да биде сондират, да видат ќе дали биде- може или не може. Тоа ќе биде пробен балон за да се настапи на председателски избори заеднички, потоа евентуално на парламентарни. Значи да идат со предизборна коалиција меѓу СДСМ и ДУИ. На 25 декември 2017 година Кочо Ангјушев е првиот македонски политичар кој јавно кажува дека за него е прифатливо името Северна Македонија, под втора можност Горна Македонија и под трета опција Нова Македонија. Значи, тој е првиот македонски политичар кој вели за мене е прифатливо името Северна Македонија. Све после тоа се втори или трети. Значи, првиот човек или човекот кој е правенец кој не го најавува името Северна Македонија, господинот Кочо Ангјушев. Тоа е на 25 декември 2017 година. 4 месеци подоцна, на 25 април 2018 година, Кочо Ангјушев ја продава својата фирма на грчкото електростопанство. Тука се поставува прашањето дали Кочо Ангјушев може да биде идниот македонски премиер ако Зоран Заев како награда за промена или за продажба на името Република Македонија оди на функцијата председател на Република Македонија. Би одел на таа функција бидејќи мноштвото албански гласови, да не речам сите албански гласови, би ги добил на купче кој што ги доби Борис Трајковски 1999 година. Односно, дали тука може да се репризира сценариото од 2004 година, кога Бранко Царенковски не сакаше да потпише територијална поделба на Република Македонија, се повлече на функцијата председател на Република Македонија, а тогашниот министар за внатрешни работи Хари Костов дојде на премиерската функција. Дали таква можна рокада помеѓу Зоран Заев и Кочо Ангјушев е возможна во наредните неколку месеци? Би може ли Заев, според вас, да сака или да бара како компензација или како награда за промена на името да биде председател на државата 2019 година и да добие политички имунитет до 2024 година? Што мислите, дали Зоран Заев Тој не може да биде бара- председател на држава и не може повеќе да победува, освен ако не фалсификуваат избори, освен ако не ни се случи 99-та година со председателските избори. Може ли Кочо Ангјушев да биде иден премиер? Во политичките кулуари Кочо Ангјушев се споменува кога Кочо Ангјушев има премногу путер на главата, премногу е неговото лично во работата на владата и мислам дека тој човек ќе биде, како да кажам, Но Кочо Ангјушев е првиот човек да камен биде на нозете на владата доколку такво нешто се Веќе му случи, а со ова промена на името, јас сум сигурен дека Зоран Заев нема шанси за председател. Ангјушев е првиот политичар, висок политичар во владата на Зоран Заев, кој вели, тоа е 25 декември минатата година, за мене е прифатливо името Северна, значи прво го става Северна, па Горна и на крај Нова Македонија. И навистина го прифатило името Северна Македонија. Добро. Значи на 25 декември 2017 година Ангјушев, значи еве, гледачи да видат, прв Кочо Ангјушев висок не е политичар- политички фактор и не разбира политика и се он што ја претпоставам што на ум во тој момент или што слушал негде што зборуваат, тоа Да, ама побрзо му излетал јазикот. на од 25 мозокот. април 2018 година, значи пред 2 месеци, пред 3 месеци, Ангјушев ја продаде својата фирма на грчкото електростопанство за 4,8 милиони евра. Тоа веќе знаевме дека името ќе биде продадено. Ова е нешто слично на амфората на Фрчковски, претпоставам, што ја носи на Глигоров. Јас Метафорички ние кажано. знаевме дека името ќе биде продадено со целата ова операција, со техничката влада, со едни избори, па втори избори, па трети избори, знаевме дека и со фалсификатот што се случи на локалните избори, апсолутно беше јасно како ден дека ќе се продава името и дека цел овој инженеринг е за да се продаде името. И она што е најлошо, некако се наместија коцките, буквално ја наместија опозицијата со 27 април, за да тоа даде дополнително гориво, односно во силата на власта, да ги заплашат луѓето после 27 април, за да можат овој дел вака некако помирно да си го спроведуваат.
дали Ѓорги Иванов ќе капитулира по трет пат. Ако прв пат беше со списокот за аболиција, ако втор пат беше тоа што се случи на 27 април, дали сега по трет пат Ѓорги Иванов ќе капитулира. Односно, на крај и тој ќе мора да го прифати променетото име на Република Македонија или ќе остане и понатаму доследен, ќе го брани уставот пред кој положил заклетва дека нема да прави веле предавство во Република Македонија, дека ќе ги брани и ќе ги штити македонските национални интереси. Значи времето ќе покаже дали сегашната позиција на Ѓорги Иванов нема да биде трета негова капитулација, туку ќе биде голема победа на крајот на неговиот претседателски мандат. И што ќе прави Иванов според вас? Ѓорги Иванов дали по трет пат ќе капитулира во последните 2 или 3 години на македонската политичка сцена. Во моментот вели нема да подпишам. Промената на името е кршење на уставот на Република Македонија. Тие дале заклетва на устав на Република Македонија за да го сменат името на таа држава, на чив устав дале заклетва со име Северна Македонија. Ке може ли Иванов да издржи и да не капитулира по трет пат во последните 2 или 3 години? Јас мислам дека туку, како да кажам, Ѓорги Иванов многу пријатно изненади. Вие го знаете со него. својата, да, ние од младина се знаеме со младина. Ѓорги Иванов. Прво, Ѓорги Иванов е многу начитан човек. Второ, Ѓорги Иванов да донесе ваква одлука не ја носи од инет или лична пизма, туку се работи врз основа на консултации обавени со квалитетни правници, со служби и така натаму, каде се е прекршен уставот. И неговата цврстина произлегува од ова дека ова е историски срам за секој македонец, во кој што он како човек треба да влезе како претседател на држава, како предавник. Сила човечка, ако не политичка, да може да издржи. Гледате, 3 пати. Знаете што? Значи 3 пати Иванов е ставен. Дали ќе помени или нема да го помени Рубиконот. И Панта Марина издржале 49 година да не ја подпишат пресудата на Ченто, кога се одело на Голи оток, не знам зошто Ѓорги Иванов не би можел да издржи денеска, кога имаме полиција, кога имаме војска, кога имаме влада, кога имаме држава, кога имаме народ, кога имаме... Па 2 пати се откажа. Имаше аболиција 2016 година, се направија протестите, Но тогаш сите скокнаа против Ѓорги Иванов. И ВМРО ДПМН ги вракеше, се повлече. Да. ВМРО ДПМН ги вракеше аболициите, СДСМ го плукаше. Не се повлече, они ги врака аболициите назад. Ако го погледаме списокот за аболиција на Иванов, од сегашна временска дистанца, то де факто е список за политичко пензионирање. Без малку сите кои беа на тој список на Иванов, барем 80% се веќе пензионирани, останате 20% ко Зоран Заев. Само за смирување на тен. Тоа беше одличен потез. Во наредниот период ќе бидат исто пензионирани. Дури вие тогаш велевте дека тој список и тие тензии околу аболицијата на Иванов беа проследени со обид за напад на Македонија од територијата на Косово. Вие тоаш дававте такви изјави. Се уште стоите на тие констатации дека во тој временски период се очекувал напад на територијата на Република Македонија од територијата на Косово? Таа опасност демне и денеска, не само тогаш. И постојано, кога ќе дојдеме до вакви ситуации, постојано нас ни се увезува, како да кажам, нестабилност или опасност према Република Македонија, токму од Косово. Диво населје од кај дојдоа тие луѓе? Не дојдоа од Грција, не дојдоа од Бугарија, не дојдоа од Албанија, дојдоа од Косово. Значи, секогаш, кога било каква ваква тензична политичка ситуација доаѓа, секогаш нас ни доаѓа... И тие се заканат повторно. Минатата недела 2 или 3 закани од луѓето кои се затворени поради диво населје. Говорам за делот на терористите во диво населје, повторно закани, ако не ослободите, ние ќе направиме тоа или тоа. Во секоја тензична стан и падни ситуација, тие се закануваат. Мене не ми изненадува ништо со Зоран Заев. Вие него не можете да го предвидите до каде може да оди, како да кажам, со чудни потези, да на крајот направат и овие диво населје да бидат ослободени. Значи, во тие калкулации, мене тоа воопшто не ме чуди. Но пред како зборувавме за претседателот Иванов, јас мислам дека тој повлече потез кој што би требало да повлече секој претседател на држава. Овој тип на договори се, според законот, се исклучива надлежност на претседателот на државата. Второ, 98 година ние имаме декларација за името во парламентот усвоена од сите пратенички групи. Декларацијата Зоран Заев и Димитров ја имаат пробиено. Значи имаат излезено надвор од декларацијата. А декларацијата со сила на закон. Што значи дека ние имаме тука повеќе повреди, законски повреди при ова решавање, они како што мислат решавање на името. Па дури веле предавство. Ако го читаме
строго уставот на Република Македонија, во одредени постапки на владата, властите или како да ги наречеме, може да се најдат елементи на веле предавство на Република Македонија. Апсолутно. Тоа не застарува. Не. Според Овде, македонските пазете, закони и македонскиот устав. Практично Димитров и Заев извршија државен удар само без оружје. Со тоа што одзема ингеренција на председател, го потпишаа договорот, значи она што е работа на председателот, практично тие направија државен удар во Република Македонија, но без оружје. Добро, лани што се случува на 27 април? Гледате, повторно сега ќе се отвори 27 април и ќе се отвори во престрет на можен референдум или можно гласање во парламентот. Пред 2 недели имаше тепање, имаше шок бомби, имаше солзивец фрлен врз луѓето кои протестира. Знаете што? Некој сакаше пред 2 недели да направи реприза на 27 април. Што де факто ни се случи на 27 април? Дека таму има десетина илјади луѓе и нормално многу се силни кога има десетина илјади луѓе. Кога се соберат над 50.000 луѓе, ќе видите дали ќе фрлат шок бомби. Добро, што се случи на 27 април? Иванов после 27 април беше скршен, Хојти дојде и му беше даден мандатот на Зоран Заев. Претходно 3 или 4 месеци се протестираше за Тиранската платформа, која сега се потврди де факто дека постоела, бидејќи реализирана безмалку 100%, и Иванов на крај капитулираше, му го даде мандатот на Зоран Заев. Сите знаевме дека Зоран Заев ќе дојде до ова. Дека ќе дојде ова. Да. Зошто Иванов тоа го направи? Зошто го да? Вие го знаете, сте го прашали ли? Сте имали ли можност да го прашате? Не, јас не сум го прашал. Мислам дека притисокот врз него во овој дел беше огромен. Опасноста од негова изолација и така натаму и евентуално опасноста од ескалација на граѓански судири во Република Македонија беа главната причина зошто Ѓорги Иванов го даде мандатот. Има најмалку 3, да не речам 4 варијанти околу можна разврска за името на државата. Првата варијанта на сила да биде прогласено ново име на државата или да биде ратификувана промена на името во македонскиот парламент. Говориме за македонски парламент, кај што председателот на парламентот е избран на еден нелегитимен начин. Значи, председател на парламентот кој е избран на нелегитимен начин ќе спроведи постапка за промена на името на државата. Тоа значи влез во ново генерирање на нови политички кризи во Република Македонија. Втората варијанта е да се смени цензусот или со намален цензус да се промени името на државата. И тоа е влез во нови конфликти во Република Македонија. И третата можност е референдумот да биде факултативен, односно необврзувачки. И тоа, почитувани гледачи, е влез во нови конфликти во Република Македонија. Се плашам дека сегашната варијанта, која ќе биде реализирана во Република Македонија, поврзана со промена на името од Република Македонија во Северна Република Македонија, нас не гарантира само една работа. Не ни гарантира стабилност, поради која ние декларативно велиме дека го менуваме името на државата, туку ни гарантира нестабилност. Што ќе прават сега? Ќе отли на нов конфликт во Република Македонија. Бидејќи, ако се анализира политичкото делување на целата ова групација, сите стратешки одлуки и сите стратешки определби ги реализираат преку конфликт, кој го прават правенствено внатре во македонскиот блок. Спорадично македонско-албански конфликти прават, меѓутоа последните 2 или 3 години ги прават конфликти внатре во македонскиот блок. Новото што се они, нели, и прогресивно се судрува со тоа што е регресивно, што е назадно, како ја прикажуваат, нели, приказната. Ќе прават и нов конфликт економски. Значи, они посакуваат и прават сценарија за конфликт. Значи, конфликтот него не прави сценарио опозицијата, како што они правеа со шерените, туку сценарио за конфликт го прави власта. За да се влезе во конфликт, за да има нови пресметки со неистомислените, со политички противници, евентуално со некои апсења, за да може граѓаните уште повеќе да се уплашат и после тоа да, како да кажам, со сила народ да излегува на референдум, со закани сите што работат во администрација, што имаат фирми, кои му прети опасност од бркање од работа и така натаму, така да целата операција така да извршат. И мислам дека дури протестите се пред собранието, кај што треба евентуално да се гласа промена на името, а не пред владата на Република Македонија, се прават сабота или недела ако нема луѓе кои се во парламентот или нема пратеници кои се во парламентот. Не секојдневно има протести. Нели? Говорам за оние два големи протести. Тоа мене ми укажува дека тие по секоја цена ќе сака да реализираат првата варијанта. Промената да биде
ратификувана во парламентот на Република Македонија. И јас исто мислам. И дека главниот притисок сега ќе биде врз пратениците, лов на пратеници, уцени, закани, подкупување и така натаму, дека тоа ќе биде главна. И ние ќе имаме една абсурдна ситуација. Еден нелегитимен спикер или председател на парламентот да усвои промена на името на еден нелегитимен начин во македонскиот парламент, под уцена, под сила, под заплашување и под секакви други работи кои им стојат на располагање. Значи, ќе имаме што викаат србите на клјакава ситуација која е неодржлива, која нема да донесе решење. Политички нестабилно. Едно е опозицијата да каже ние застануваме за ова и ова ќе го гласаме, а друго е вие да уцените, да се заканите, да подплатите, да подкупите пратеници. Вие тука немате израз на политичка волја на опозиција и поддршка од опозиција, вие имате поддршка од поедини профитери. Па ја мислам дека намерно одат на политички неодржливи ситуации, на политички ситуации кои нема да се решение на проблемот, туку ќе генерира дополнување или дополнителен проблем во Република Македонија, дополнителни конфликти, бидејќи било која трите варијанти да биде реализирана, кои тие сега ги ставаат на маса, ќе генерира нови проблеми и нова нестабилност во Република Македонија. Да, јас мислам дека и затоа они идат постојано као на поддршка од западните земји, поддржуваат поддршка на името и така натаму. Тоа практично да им дава ветар во грбот за сите потези што ќе ги преземаат, вклучувајќи и создавање вакви конфликтни ситуации и пресметка со неистомисленици, значи се она што е потребно за да дојдат до 80 пратеници. Димитро вели, можно е размислување за промена на цензусот. Ако влезат во втората варијанта, а тоа е да се намали цензусот, тоа ќе биде влез во една нова конфликтна ситуација помеѓу етничките заедници и македонскиот народ. Ќе влезат ли тие во варијанта на промена на цензусот? Значи таква работа само будали луѓе политички плитки може да го менуваат цензусот. Стео Пендаровски им го кажа Стео Пендаровски дека тоа не е добро. Затоа што ние утре можеме една етничка заедница од 20 кусур посто со друга етничка заедница и ќе најдат вака 5-6% будали и ќе направат цензус од 30 кусур посто и ќе донесат референдумски одлуки какви сакаат. Да, ние ќе дојдеме. Затоа некој го смислил референдумот да мораш 50%. Ако е ти на 30, тоа државата можеш вака да тумбаш во одредени ситуации. Одредена политичка волја, еве како сега они што се ќе направат циркус во државата, значи тоа е долгорочно катастрофа може да биде за Република Македонија. Апсолутно. И тоа е најголемата опасност. Да се соберат зборуваме по територијален интегритет, по унитарност на држава, по се. Тоа само ненормални луѓе може така да посегнат по цензусот. Што сакам да кажам? Па нели се тие како вика не отврле таа како вика Мерсел Билјали, бил цунами Зоран Заев, ако е цунами, ако толку си го сака народот, ако толку добро, како може народот да не осеќа толку добро што му прави Зоран Заев? Ке искочи, ќе каже што има да му каже, народот ако искочи, ако го поддржи, воред, ама ако не го поддржи, тоа е тоа. Нема што да намалуваш цензус. Не можеш ти име да му менуваш. Пазите, клучниот проблем зошто еш раѓаат е затоа што не ти се слага опозиција, не ти се слага председател на држава, тоа се две битни работи за кои што ти треба да се вратиш назад, да преговараш, да договараш и да си ја најдеш фалинката во тоа ти што си го потпишал. И ќе ве дополнам, мнозинскиот народ, поголем дел од мнозинскиот народ, македонскиот народ во Република Македонија не се согласува со промена на името. Значи не се согласува опозиција, не се согласува председател кој ги има уставните ингеренции во делот на меѓународна или надворешна политика. И мнозинскиот народ на кој што се однесува името Македонија не се сложува. Да, името се влечи од мнозинскиот народ. Така е. Република Македонија. Така е. И тоа нас не се случува. И третата варијанта е да е факултативен референдумот, односно да не биде обврзувачки. Да излезат 400, 500 или 600 илјади луѓе, мнозинството од нив да гласат за промена на името. Па тоа е исто како да го спуштите цензусот. Тоа истокот вели четврта година. Истокот вели четврта година, нели? Тамо не беа излезени доволно, кичево и струга. Како падна тоа што е цензус? Така е. Односно падна тој референдум. Се променија тие локални граници. Значи не е така вие намалете го цензусот на 30% или 40%, утре ќе ви направат многу поголеми белји со референдум. Тие они знаат дека не можат 50 плюс 1 да извадат. Значи нив им е јасно. Се ќе пробат со сите можни уцени, опозиција, пратеници или било која друга варијанта. Они се сосема свесни. Они ги имаат анкетите кои ги имате вие, кои сум ги гледал јас. Можете еден поголем дел од македонските граѓани да ги видат и расположението по македонските улици се гледа, значи. Во анкетите разликата меѓу опозицијата и власта во континуитет се зголемува. И тој ќе мора да игра на картата
на малцинските заедници во Република Македонија. Албански, турски, ромски или било кој други гласови. Да влезе во процес на фалсификување на волја на мнозинскиот народ. Малцинските и другите народи во Македонија како ќе гласат и дали ќе бидат доволно мотивирани, затоа што со она што јас разговарам, многумина од нив и они се поистоветуваат со Република Македонија. Тоа значи дека ќе сака да направи конфликт. Да. Се враќаме на почетната теза. Значи ќе сака да направи конфликт и во парламентот со уцени, закани и сила да се изгласа промена на името Северна Македонија. Они се чудат како седиме мирни ние македонците на ваква ситуација, на промена на Да, многумина се чудат. Многумина се чудат колку И веројатно сме мирни. тоа е таа операција на микротаргетирање, на умртвување, со анестезија, умртвување на македонското ткиво. 27-ми всушност беше направен ко генерална проба на промена на името. Се ако се враќаме наназад и кога гледаме што ни се случи на 27 април, ние всушност гледаме дека тоа било генерална проба за тоа што ни се случило денес. Знаете што, најголемата опасност што се крие во овој договор, вие гледате дека може да мислите Америка не беше присутна на подпишувањето на договорот. Нити беше Англија, значи некој од големите сили, а не беше ни председател на Европскиот парламент, ни на Европската комисија, Могерини и Хан се заминуваат наредната година. Што тоа кажува? Тоа значи кажува дека уште ежиња ќе се раѓаат со овој договор. Ама тие ежиња ќе ги раѓаме ние македонците. Значи, овој договор уште не е завршен. Иначе, ако тоа беше веќе крај, тоа гарант прва ќе беше представник на Америка ќе беше тамо. Во најмала рака американскиот амбасадор. Тоа значи дека уште уцени ќе има на страна на Република Македонија. И она што е најбитно со овој договор, ние со овој договор дозволуваме да Грција се вмеша во внатрешните односи на Република Македонија. Утре кога некој дел од договорот нема да биде исполнет, Грција какви се милитантни ќе дигнат авионите, ќе не избомбардираат и уште криви ќе бидеме затоа што кршиме меѓународно подпишан договор. Муски, сега е смената ситуацијата. Ако некаде пред 80 или 90 години тогашна Југославија имаше ингеренции после Првата светска војна да се меша во внатрешните работи на Грција, да диктира Грција да исполнува одредени права, обврски према словенското малцинство или македонското малцинство во Република Грција, сега имаме сосем обратна ситуација после 80 или 90 години, Грција да е жирант на тоа што ќе се случува во Република Македонија. Практично со овој договор, она што грците им го направија на македонците во Егејска Македонија, сега им го прават на македонците во Република Македонија. При држава, при влада, при председател, при премиери, при војска, при полиција, при све. Сега пазите, доаѓа некој тука и вика ова сега што е, овие 80 години. Ова значи што е суштина на современата македонска држава, не може. Чува сега ја и вие чува што јас и вие го гледаме, некој вака прави. Го нема, Чепреданов, го нема, значи не постои. Правиме нови историски договори, Те како е лесно да се скине една историја. Они тоа го направија. И со Бугарија и со Грција. Скина македонска историја. За жал. Ја не знам, ќе почнат преговорите со Бугарија и мене ме интересира како ќе се водат кога членот на бугарската, председателот на бугарската комисија ти кажува дека македонците постојат од 1944 година. Значи до 1944 година ние сме си биле бугари. Ние де факто капитулиравме, ама не ни јавија дека сме капитулирале. Не капитулира Заев, народот не капитулира. Капитулира Заев со Димитров. И пасте, Заев нигде подпис нема. Димитров има подпис. Сега Заев не го подпишува, бара од председателот на државата да го подпише. Па нели е тоа смешно? Како велеше стариот Димитров или таткото на Никола Димитров? Да му се исуши раката. Да му се исуши раката. И сега тој на кој треба да му исуши раката е неговиот син. И си го подпиша, а Зоран Заев нигде нема подпис. Утре после 50-100 години некој ќе чита тамо. Внуците, правнуците на Зоран Заев. Нашиот дедо не се подпишал, а бара да подпише Ѓорги Иванов. А не подпише Зоран Заев. Сум длабоко убеден дека Ѓорги Иванов нема да подпише. Да. Гледате, и веќе почнуваат. Дали е малумен, дали е ментално способен, дали е психички способен. Слободан Печат има во 2 или во 3 наврати текстови кај што нели фрла сомнеш дали е психички способен. Иванов да обава својата функција. Пред 2 дена беше текст, пред 3 дена беше политичка анализа. Подписниците на договорот треба да се прегледаат со доктор дали се психички способни да ја вршат работата. Вако вирус што е сега уфрлен во македонското јадро,
не бил уфрлен и 1913 година. Овој договор ќе генерира нова нестабилност не само во Македонија, туку и во целиот регион. И целиот Како регион. некој намерно да сака ова да биде генератор на нова нестабилност во регионот. Знаете што? Европа да сакаше да биде стабилен регионот, они сега ќе дадеа безусловна препорака за Република Македонија. Ништо не дадоа. После вака голема голтната жаба од страна на Ништо не ни Република дадоа. Македонија. Нели цело време нас ни викаат Решете го името. треба и лидерство, Да. треба да се биде лидер, Така треба е. се превземе одговорност. Сега што не бидат они лидери, него нив до година ги чекаат избори. И они си мислат на своите партии и на нивните резултати, затоа што десно ориентираните партии, ако има проширување на Европската Унија, десно ориентираните партии ќе ги избришат. И сега они си водат сметка на своите партии, они си водат сметка на своите земји, а Република Македонија нема проблем. Ние ќе бидеме лидери и ќе носиме глупави одлуки, Ќе кои се на наша штета. На крајот на криштата Зоран Заев за ова промена на името на државата го доби она што го добија македонските граѓани од неговото ветување дека просечната плата ќе им биде 500 евра. Значи Зоран Заев доби ништо. А што направи? Го промени името на државата. На крајот на криштата, почитувани гледачи, по 10, 15 или 20 години, некои нови македонци, македонски деца ќе учат некоја нова историја. Од таа историја, едни луѓе ќе бидат на светлата страна, други луѓе ќе бидат на темната страна на македонската историја. Овие луѓе кои се сега власт се обидува да ни ја продадат приказната дека тие се дел од светлата страна на македонската историја. Тоа никош не било така, нема ни да биде. Може да ни се случува се и се што, можат на вистина да ни го сменат името, но не може да ни ја сменат логиката, не може да ни ги сменат националните чувства и националниот резон. Тој што го сменува името на една држава и од Република Македонија, стануваме Северна Македонија, тој не може да биде светла страна на македонската историја. Тој може да биде само на темна страна кај што завршуваат македонските предавници. Курц победува убедливо во Австрија, десно ориентирана Така. партија. Јанше од затвор излага, 2 години беше од затвор, победува убедливо. А не е прв пат. Во Лјубљана победува 2:1. Значи Така. допред 2 или 3 години Јанша можеше да сонува за чесен пораз, а не за победа. Победува 2:1 во Лјубљана. Орбан победува убедливо Така. во Унгарија. Значи таа мажино линија или тој нов кинески зид према западниот Балкан е направен. Хрватска се клати вамо или тамо. Значи ние точно гледаме дека не направен еден И јакнат кинески зид. структурите десните структури. Италија е затворена артеријата, останува значи Балканот, Македонија, И Албанија. ако сака они мир на Балканот, ако сака стабилен Балкан, како што зборува, они сега, после оваа голтната жаба, они ќе дадеа препорака. И тоа очигледно Максимум што можеме да добиеме е македонски бонд стил, инсталирање на НАТО војска на територија на Македонија, правење на неколку бегалски кампови и ние де факто да Тоа ќе биде бидеме нов услов за Тоа приговор. ќе биде Бегалските, нов- па тоа видете вака, нема што вие да сакате да одите во Европа, Нели? а да немате и све ќе делите. Макрон И како бегалците вели? ќе си ги делите. Како вели Макрон? Тие што не сакаат да спроведуваат бегалска политика треба да бидат санкционирани. Да. Ние ќе бидеме први санкционирани. Не еден, нас 10 Но бегалски кога кампови ќе направат. ги спомнавте НАТО базите во Република Македонија, она што е најстрашно, таа НАТО база, обично веројатно ние кривола ќе ја дадеме, таа станува екстериторијална, ние нема да знаеме таму што се случува, како што се претпоставува дека на Косово има балистички ракети, така ќе бидат поставени и на Криволак, и она што рускиот амбасадор ни кажа, вие ќе видите наша легитимна цел, тие ракети, они ги гледат од сателитите од озгора, тоа значи дека руските ракети ќе бидат свртени према Република Меѓу Македонија. 8 и 10 И кога ќе се крене таа ракета, нема да одлучува Република Македонија, ќе одлучува Вашингтон и Брисел. Екимовски. Целиот тој простор помеѓу реката Вардар и реката Брегалница Да. е базата Криволак. Да. Според некои проценки, меѓу 5 и 10% од македонската територија потпаѓа под базата Криволак. Значи ќе биде екстериторијална. Екстериторијално. Значи на 10% од македонската територија, И ние македонската појма ќе влада немаме таму што ќе се прави. што се случува, што ќе се прави, и што ќе се прави. инсталира и се она, и затоа многу добронамерно рускиот амбасадор не предупреди, ќе бидете наша легитимна цел. Ние ќе бидеме- легитимна цел зашто внатре ќе бидат поставени балистички ракети. Ние ќе бидеме ко Добриње што беше у војната у Сараево, ничија земја, земја на граница. Не, кога ќе се закачат со русите, нема од Вашингтон да праќаат ракети од овде од Европа и ќе гинеме ние од Европа, ќе не спржат русите нас, нема нив да ги пржат. И што ако Грција не го ратификува договорот? Јас го слушав господинот Геровски, тој вели вака, па тоа веќе не важи ништо.
ако Како не го важи? ратификува. А ние прифативме промена на име. Не, ние прифатиме промена и ќе известиме 140 држави Држави. дека веќе сме Северна Прифатиме, Македонија. така е. И гледате несериозноста на цела оваа операција. Тогаш не важи ништо, како не важи ништо. Веќе не ословуваат со Северна Македонија. Сега ако гледам што прават овие, па Васил Тупурковски бил сериозен играч за нив. Ние мислиме дека врв на македонската несериозност е Тајван или врв на македонската несериозност е кога Тупурковски договара со Алој Смок промена на името за возврат да добие 3,5 милиарди долари. Васил Тупурковски бил многу пред времето, според моје мислење. Значи Васил Тупурковски во Многу споредба пред со овие времето. е Ајнштейн. Значи овие уствари продадоа све, за возврат не добија ништо. За жал да имаше тогаш малку поголема конструктивност да се одиграше тогаш со Васил Тупурковски, може би не како што предлага Централно-Балканска република, некое друго решение и така натаму, може би ќе... Значи всушност Заев доби за промена на името тоа што македонските граѓани кои гласа за Заев добија со 500 евра плата. Ја нема 500 евра плата. Па нема ни Добија само промена на име, Нема а ни- 500 евра плата ќе се нема ни сонува. бенефит за Заев за промена на име. Освен личен за подкуп и за други случаи кои требале да го процесират, сега да не биде процесират. Сега добил нови 365 дена во кои што ќе се утепале од работа. Па нели на планот 369 како викаше Османи дека 97% бил остварен. И се овие им кажа дека ништо не им е остварено. И викаат тој ќе го смени името. Како бе, луѓе ќе го сменим името кога 2/3 треба. Што да ви кажам? И викаат тој ќе го смени името. Како бе, луѓе ќе го сменим името кога 2/3 треба. Што да ви кажам? Добро вечер. Да наздравиме за душата на Република Македонија, кој од вторникот на АМУ веќе не постои. Ова е вода, почитувани гледачи. Јас и не пијам алкохол. Меѓутоа гестот е символичен. Ние всушност наздравивме за душата на една држава која вторникот на АМУ според договорот помеѓу Ципрас и Заев треба да замине во историјата. Ние кои сме малку повозрасни, кои се сеќаваме на распадот на поранешна СФР Југославија, во период од 27 години сме сведоци на две нестанувања или исчезнување на двете држави во кои сме живееле последните 27 години. Тоа не е работа со која можеме да бидеме среќни. Можеме да најдеме милион оправдувања зошто тоа се прави, меѓутоа не можеме да одговориме на прашањето кој ни е мандатот историски од нашите предци, од нашите деца или нашите неродени внуци да правиме нешто за што не сме добиле мандат. Ниту еден од нас нема мандат да го менува името на Република Македонија. Ниту еден од нас има уште помалку мандат да ја менува историјата на нашите предци. Во вторникот беше договорен историски банкрот на Република Македонија. Ние ќе добиеме нов стечаен управник. Новиот стечаен управник кој ќе раководи со тој историски банкрот на Република Македонија ќе биде Ципрас или некој иден грчки премиер. Што ќе правите сега? Бойкот или референдум? Ја можам да кажам, јас можам да кажам за мојата партија, Гром ни случајно нема да излезе на референдумот. А референдумот треба да се бойкотира и ќе ги употребиме зборовите на Шекеринска. Некои прашања не заслужуваат одговор. Ова прашање не заслужува одговор. Мислите дека Треба да го свртиме грбот на ова прашање и да се гледаме работата. како е цените атмосферата? Има ли основи или бројки тој референдум да биде успешен? Не. Да изфалсификува 200.000 гласачи, тоа е навистина многу. И треба да се знае дека утре кога се смени власта некој ќе одговара. Овие се што ги тапкаат Заев, Димитров, Шекеринска, да си ја завршат работата, кога ќе завршат, кога ќе паднат од власт, утре некој ќе види дали Стефче Јакимовски на денот на гласањето бил во Македонија или не бил во Македонија, ако е заокружен, некој за тоа од изборните комисии ќе сноси одговорност. За 2 до 5 години Могерини ќе биде ништо. Могерини во мај ќе биде ништо. Хан ќе биде ништо. Каде се Солана? Туск ќе биде ништо. Ево Солана кој беше? Се ништо. Робертсон ги нема. Но ние направивме рамковен договор. Но ние направивме исто Солана, Ајде, Робертсон. со рамковен можеме да живееме вака така. Со промена на име ќе ни биде срам по улица да одиме. А Могерини, Хан за 2 години ќе бидат далечно минато во нивното во историјата на Република Тие се Македонија. барат нова функција. Тие се сега на трансфер листа.
Тие се се на трансфер листа. Дали ако може да се угураат негде во Обединените нации добра платичка по $20,000 и така натаму, тоа е да им стои ниво досието дека во нивно време е решен двојполдеценискиот спор меѓу Македонија и Грција како најголем успех и така натаму. Тоа е како референца, ние сме нив референца. Значи од референца поранешна Југословенска република Македонија станавме Референца референца за Могерини. која е решена за Могерини и за Хан. Да, за подобри места да добијат. Значи нашата судбина е да бидеме референца. Да бидеме референца. Некој не свел од држава со библиско име да бидеме референца или монета за И потписување. практично што добивме со самостојноста ние? Зашто гласавме? Само понижување Зашто гласавме? Гласаме Само за понижување. понижување, Сега дефинитивно стрес. го изигравме, да. и сиромаштија. Оти, ако некој ми кажал 92 година дека ќе гласам за Република Северна Македонија и дека ќе бидам северно македонец и дека секој се смени, прашање дали би гласал за напуштање на Југославија. Затоа што тогаш си бев македонец, си имавме Македонска академија на науки и уметности, се си беше македонско и така натаму. А сега има председател на МАНУ кој бега, кој не може пред камери да се соочи со тоа Мене што ми е кажа. жал, јас го почитувам господинот Фити, ми бил и професор, меѓутоа морам да кажам дека изненади многу непријатно. Така ќе бегат сите. Значи сите ќе се старамат по една или по 2 години. Работата е дали тоа ќе можеме да го спречиме, да не дојме до на таков страмен потек, пораз или капитулација на Република Македонија. Па тоа зависи од сите. Тоа што стискат лајкови сега, ќе биде заборавено за една година. Ќе остане променето име. Да. Ама, знаете што? Да е променето име и се завршила целата Голгота, не завршила целата Голгота. Тука е Ќе не проблемот. остане кокоњете тоа Ево го важи. Мицотакис доаѓа у март на власт во ова. Тој ти вика не го признам договорот. Ние ќе имаме нови преговори по тоа. Од бегалски кампови, од нови разговори и на крај ќе завршиме како Република Северно од Македонија. Република Северно од Македонија или во најлош случај Централно-Балканска република. Ова е само, како да ви кажам, прво полувреме. Една фаза. Една фаза е ова. Во која што видоа дека попуштаме, вратата е подотворена, ја ставија ногата и сега више не може да ги изгуреш. И сега ќе ни играат Викторија пред наш гол. Све пред наш гол. Прашање е дали ќе приеме 7 или 11 гола. Јас мислам дека све ќе примеме. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи, последна емисија за ова календарска сезона или телевизиска сезона 2017-2018 година. Во наредните 2 месеци ви посакувам добри, мирни летни одмори. Се надевам дека нема да бидам во право со мојот сомнеж дека во наредните неколку месеци се можни тензии, незадоволства или разни други перипетии поврзани со Република Македонија. Затоа ви посакувам мирно лето. Здравје Боже, се гледаме некаде крајот на септември оваа година. До тогаш се најдобро. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.